Почитувани, оваа недела следува вториот дел од репортажата на Агенда 35 за интеграциите на Бугарија во Европската Унија. Минатиот пат ви објаснивме кои се придобивките за бугарските граѓани од влезот во ЕУ, а сега ќе се сконцентрираме на тешкотиите со кои што бугарското општество се соочувало на патот кон Брисел. Останете со нас. Во оваа емисија ќе гледате: за 30 години Бугарија има изгубено речиси 2 милиони од своето население. Како влезот во Европската Унија влијаеше врз бугарската миграција? Според индексот на перцепција на корупцијата на Transparency International, Бугарија останува на дното на европските земји. На овие теми во интервју одговара министерот за финансии Владислав Горанов. 2 милиони луѓе помалку за само 3 децении. По падот на комунистичкиот режим во 1989 година, Бугарија имала околу 9 милиони население, денес само 7. Причините за ваквите бројки експертите ги гледаат во слабиот наталитет, но и во иселувањето, кое што особено зема замав во првите години од влезот во Европската Унија. Според Заводот за статистика на Бугарија, во 2018 година во оваа земја родени се 60.000 бебиња, а починале 110.000 луѓе, што е само еден показател за тенденцијата на губење на најважниот капитал за земјата – луѓето. Но експертите велат дека не е само слабиот наталитет причина за овие бројки. Влезот во Европската Унија покрај сите придобивки што ги донесе со себе за бугарското општество, отвори и проблем со фактот што слободниот пазар и можноста да се биде еднаков низ сите останати 27 земји членки е доволно привлечен за младите луѓе да ја напуштат земјата. Тоа создава проблем за функционирањето и на политиката, но и на бизнисот. Сопственикот и председател на надзорниот одбор на еден од најголемите холдинзи во Бугарија, Еврохолд, Асен Христов, вели дека клучниот проблем е што миграцијата ја оставила земјата без високо квалификуван кадар. Има огромен проблем и тоа е в последните години. И тој дојде не само од миграцијата, дојде од тоа, че в Българија това беше грешка на нашия преход и на влизането в Европейския съюз, не се развиха много големи предприятия. Така се случи. По това време беше и кризата. Кризата попречи на големи предприятия. И поради тази причина много от добре образованите българи потърсиха реализация навън. Много е трудно добре образован човек, който вече се е реализирал извън България, да го върнеш тук. И все повече и повече света се насочва към да се търсят високо квалифицирани кадри. Тъй като ефтините процеси на работна ръка се заменят от машини. За съжаление, ние изпуснахме малко и образованието последните години. Преди 10-15 години, в периода на преход, сега се обръща много внимание на това. Но едва сега. И т.е. в България се получава ниско квалифицирана работна ръка, високо квалифицираната избяга. И сега дори да искаш да отвориш високо ефективно производство или каквото и да е друго, ти е трудно да намериш добре образовани българи. Аз имам познати, които имат предприятия и които внасят машинни инженери от Германия. За съжаление. Казвам го за съжаление, защото те пък не гледат на това като на своя страна. Искат да работят 3-4-5 години. А в такъв тип бизнес да работиш 3-4 години не е като в другите сфери да си експат и само 3 години и да бягаш. И това затруднява нещата. Така че ако Македония иска по някакъв начин да си запази по-силна независимост, е хубаво да намери начин как младите хора, които са високо образовани, да останат там. Иначе ниско образованите много лесно всяко лято отиват да бъдат ягоди, малини и какво ли не по другите страни. И тогава оставаше без ниско образовани и даже ресторантите нямат сервичори. Тук сега идват такива от Украина, за съжаление.
Универзитетскиот професор и поранешен министр за финансии на Бугарија Петар Чобанов вели дека треба многу внимателно да се размисли од гледна точка на тоа дали има предолг период во кој што граѓаните не можеле да работат надвор, па влезот во ЕУ наеднаш ги отворил тие врати. Много внимателно трябва да обмислите от гледна точка на държавни помощи, от гледна точка и на работната ръка. Тоест, има ли някакъв преходен период, в който вашите хора не могат да ходят да работят навън, а трябва да останат и да работят за повишаването на икономическото благосъстояние в страната. Всичко това са важни проблеми, които трябва преди членството да ги решите. Тоест, наистина уроците от другите страни са важни от тази гледна точка и трябва да търсите всяка възможност за подобен съвет от хора, които са се занимавали с това. Министерката за надворешни работи Екатерина Захариева вели дека сите овие податоци се факт, но дека мора да се има наум, оти наспроти првичната тенденција на граѓаните да ја напуштат земјата веднаш после влезот во ЕУ. Во последните години има и спротивни примери на млади луѓе кои се враќаат дома. И двете ги има, само че тогава, когато ти нямаш перспектива, че ще станеш член или ще започнеш поне преговори. Не размислуваш да останеш дома. Ти защо не мислиш да останеш? Да. Мислиш трайно да напуснеш. И аз гледах скоро някъде изследвания и за вас, и за Албания, хич не бяха позитивни цифрите. За това какъв процент от гражданите желая да напуснат държавите си. Никога чак такова желание. В момента, примерно в България, да, напуснаха свободното движение на хора, конкурентоспособността, възможността, ако си конкурентоспособен и с големи умения да се намериш работа във всичките 28 държави, разбира се, че е примамлива. Да. Но от друга страна, в последните 3 години се забелязват така тенденции, тогава, когато започнахме да се изравняваме с средните нива на Европейския съюз, хората да започват да се връщат. И то позитивното е, че младите хора започват да се връщат. Доколку во Бугарија и понатаму продолжи миграцијата на населението, прогнозите се дека бројот на жители во оваа земја би можел да се намали на 5,2 милиони до 2050 година. Гарантирање на независноста на судството за цврстување на законската рамка за казнување на делата поврзани со корупција и воспоставување јасна и јавна стратегија за борба со организираниот криминал се трите одредници за кои Бугарија покажува напредок по цели 12 години членство во Европската унија. Бугарија е под постојан мониторинг на Европската комисија преку механизмот за соработка и верификација поради слабости во реформирањето на овие области. Според последниот извештај од ноември минатата година, овие прашања се привремено затворени, но и понатаму остануваат под континуирано следење од страна на комисијата со цел да се потврди процената за остварениот напредок. Независноста на судството треба да ја гарантира новоизбраниот Врховен судски совет преку воспоставување евиденција за транспарентен избор и избор по заслуги на судии на високи позиции, како и за јакнување на судскиот инспекторат, особено за прашањата за интегритетот на судиите. Во втората област Бугарија бележи напредок во зацврстувањето на правната рамка за борбата со случаите на високо профилирана корупција, преку измените што беа направени во Законот за кривична постапка и Кривичниот закон. Најголем број на случаите на висока корупција се префрлени во надлежност на специјализираниот суд за организиран криминал, а воведени се и построги правила за можноста судовите да ги враќаат ваквите случаи на обвинителството. Според индексот на перцепција на корупцијата на Transparency International, која земите без корупција ги оценува со 100 поени, а најкорумпираните со 0, Бугарија добила 42 поени. Резултатите за периодот 2012-2018 година даваат критичка оцена. Постои застој во борбата против корупцијата во споредба со позитивните случувања во значаен дел од другите земји членки на ЕУ, во однос на кои Бугарија сериозно заостанува, стои во извештајот на бугарската Transparency. Ако се спореди рангирањето во претходните години, се забележува дека Бугарија нема напредок во борбата против корупцијата. Колкото и да се, каквото и да се говори, корупцијата в България последните години, напротив, не расте. Тя не е по-висока, отколкото от други страни. Просто, за съжаление, като те нарочат, че си черна овца, малко е трудно да обясниш, че си станал по-бяла. И, за съжаление, това много масово се говори, но може би и нашите медии не знаят как точно да се защитят и как точно да покажем, че тя намалява. Не е по-висока, отколкото от други страни, но бизнесът определено не е доволен, защото когато е една малка страна като нашата и пазара е малък, дори еднаквото ниво на корупция с това в Италия, Испания, Франция, дори да е еднакво като процент, то се чувства много силно, защото пазара е малък. И оттам вече почва да се говори, че е висока корупция.
Корупција има и таа е проблем и во други држави во Европската Унија, не само во Бугарија. И на тоа треба да се работи секојдневно, признава и министерот за финансии Владислав Горанов во интервјуто за Агенда 35. Измените во законите и силната заложба на владата во Софија беа оценети позитивно од страна на комисијата, која се надева дека со крајот на незиниот мандат ќе се стави крај на мониторингот врз Бугарија. 3 out of the 6 benchmarks set out for Bulgaria upon accession can be considered as provisionally closed. If this current positive trend continues, and Bulgaria maintains the reform momentum in a sustainable and irreversible way, the Commission is confident that the CVM process for Bulgaria could be concluded before the end of this Commission's mandate. Но дотогаш Бугарија треба да покаже напредок и во останатите 3 области во кои треба да ги спроведе препораките на Европската комисија дадени уште во 2017 година. Во областа континуирани судски реформи тоа се: објавување на извештај за напредокот во спроведувањето на судските реформи, следење на бројот на предметите во судовите, правда, воспоставување на патоказ за спроведувањето на реформите во обвинителството, воспоставување на патоказ за имплементација на препораките на Европскиот суд за човекови права. Во областа на високата корупција, Бугарија треба да донесе нова правна рамка за борба против корупција и да обезбеди нејзина примена, да донесе и да имплементира нов закон за јавна администрација и да се зајакнат инспекцијските служби, да ги утврди недостатоците во истрагите за случаите на високо профилирана корупција и редовно да информира јавноста за сите нови случаи и напредокот во истрагите. Во последната област, која повторно се однесува на корупцијата генерално, но и на корупцијата на локално ниво и во царината, комисијата препорачува независна надворешна проверка на јавните набавки, воведување на механизми за откривање на корупцијата во пониските ешалони, воспоставување на механизам за информирање на јавноста за спроведувањето на националната стратегија за борба со корупцијата. Бугарија треба да постигне напредок во овие области, не само со цел Европската комисија да го запре мониторингот, туку и да им обезбеди на своите граѓани целосно уживање на демократските вредности, се наведува во заклучоците на комисијата. Овој мониторинг, како што велат од комисијата, не е со цел да се казни Бугарија, туку да и се помогне. Покрај Бугарија, под мониторинг на комисијата за спроведувањето на реформите во борбата со корупцијата и организираниот криминал е и Романија, која за разлика од Бугарија не само што не напредувала, туку ја изгубила и позицијата која имала кога станала дел од Унијата. Господине Горанов, ви благодарам за ова интервју. 12 години по влезот на Бугарија во Европската Унија, ако се погледне економската статистика, е импресивна. Имате големи стапки на економски раст, GDP per capita од 1/3 надмина веќе половина од европскиот просек, имате рекордно најниска стапка на невработеност. Кажете ми колку од овие економски резултати се заслуга на членството во Европската Унија, односно колку влезот во Европската Унија ви помогна да ги достигнете овие економски резултати? Влизането в Европейския съюз беше отдавна цел на България и ние преследвахме последователно още от 90-те години. Влизането в Европейския съюз не представлява само получаване на пари от европейските фондове, въпреки че след малко ще спомена и за него. Влизането в Европейския съюз е една цялостна задълбочена реформа на всички институции и на цялото законодателство, което България прилага, за да бъде то напълно в синхрон с европейското такова. Така че първо, преди да отговоря на въпроса колко оценяваме приноса на европейските фондове и как се е развила нашата икономика благодарение на членството в Европейския съюз, ми се иска да спомена, че това е една изключително голяма реформа в всички сфери на обществения живот, която се извърши в периода на подготовка към присъединяване към Европейския съюз. Европейските ценности за свободно движение на хора и капитали, за конкурентоспособност, за върховенство на закона, за финансова стабилност. Тези неща, наложени върху която и да е държава, дават една предпоставка за по-голяма конкуренция и за по-ускорено развитие. Разбира се, тук идва местото и на европейската солидарност. Бидейки част от един голям съюз, европейският бюджет разпределя между отделните държави на база на ясно утвърдени принципи и критерии ресурси, които не са малки. Ние вече 12 години, както споменахте, сме в Европейския съюз и някои анализи показват, че
ако не бяхме, около 15% от сегашния размер на брутния ни вътрешен продукт нямаше да го има. Тоест оценките на макроекономисти са, че около 15% при равни други условия сме по-богати като държава в резултат на членството ни в Европейския съюз. Но то не е панацея, защото има и държави в Европейския съюз, които по време на финансовата криза доста страдаха и примери могат да се дадат. Със сигурност това е една много добра следваща цел и аз много се радвам, че политиците в Македония проявиха мъдрост да докарат страната до ефективно членство в НАТО като първа стъпка и съм сигурен, че ако започнете упорита работа в следващите няколко години, дай Боже, ще станете членки на Европейския съюз. Ние искрено ви го пожелаваме. Колко е членството и влегувањето, односно преговорите прво, а потоа и влегувањето во Европската унија само доволно за да се достигнат вакви добри економски резултати или се потребни и реформи на домашен план, односно работа и на домашните влади? Не случайно казах, че на второ място ще оставя това, което държавите получават като субсидии от европейските фондове. Много по-важно за конкурентоспособността и много по-важно за това обществото да е успешно са всички ценности, всички добри неща, които са достижения на общоевропейското законодателство, които държавите членки са длъжни да прилагат в своята икономика и в своя обществен живот. И тук е по-дългия път, защото наливането на едни пари, ако се приеме за нещо добро, то има краткосрочен ефект. Ако те се изхарчат по неправилен начин или за проекти, които не носят добавена стойност, ефектът ще бъде краткосрочен и няма да доведе до растеж и до по-голям успех за съответната държава членка. И двете неща са важни, но реформите и подобряването на ефективността на икономиката и конкурентоспособността са по-важни. Зборуваме за предности и за позитивни страни на членувањето во Европската унија. Има ли можеби некакви недостатоци од членството на кои што гледате вие како предизвик и кои што треба да се менуваат? Недостатъци, ако може да има такива, са свързани отново с ползите. Част от решенията, които сега се взимат в Скопие, тогава ще трябва да се взимат в Европа, на общо европейско ниво. Темата с конкурентоспособността. Няма да може правителството в Македония да реши дали една компания може да бъде подкрепена или не. Това се решава на ниво Европейски съюз. По отношение на акцизите и ставките по данък добавена стойност, също голяма част от тия решения се взимат в Брюксел. Вашия министър тогава ще посещава съвета на европейските финансови министри и ще участва в взимането на решенията. Но това вече няма да са решения на вашето правителство и на вашето народно събрание. Това ще бъде решение на Европа. Ще имате и европейски депутати, които също ще участват в писането на общите законодателни рамки. Понякога това е проблем от гледна точка на скоростта, с която се взимат решения и сложния бюрократичен процес в Брюксел по отношение на някои решения, които се вземат. Но в края на краищата всички решения, които са наложени в европейското законодателство, са на принципна основа и са за доброто на Европа като цяло. Така че крайният резултат отново ще бъде положителен. Еден од главните проблеми на кои што посочуваат при влезот во Европската унија и со кои што се сочуваат другите држави е миграциите. Се очекува дека со влезот во Европската унија се зголемуваат миграциите на локалното население кон запад. Колку Бугарија се соочи со ваков проблем и колку намалувањето на стапката на невработеност е всушност резултати на иселување на луѓето од Бугарија? Може ли и ние како држава да очекуваме дека младите уште повеќе ќе се иселуваат штом ќе се приближиме до Европската унија? Със сигурност може да очаквате, че ще има голямо напускане на млади хора, които ще получат директен достъп до по-богатите европейски държави, да се учат, да работят. И това е по принцип част от проблемите, които периферните и по-бедни държави членки срещат. Но в края на краищата, ако погледнем от гледна точка на това, кое е добро за обикновения човек, за обикновения гражданин, това е той да има право да избира къде да живее най-добре. И тук ролята и предизвикателството на политиците
е да направят България, Македония, другите държави членки на Европейския съюз достатъчно привлекателни и атрактивни, така че младите хора да предпочитат да си останат в къщи, а не да обслужват чужди икономики. Това предизвикателство със сигурност в началото ще го има и при вас. Въпреки че и сега доста млади хора от Македония са из цяла Европа и не само. Но тогава при свободното движение на хора и при свободното предвижване, в началото поне със сигурност ще усетите един голям натиск и напускане на млади хора от Македония да си пробват късмета в държавите от Европейския съюз. Како еден од најпозитивните аспекти на членувањето во Европската унија ги спомнавте користењето на европските фондови. Колку сте задоволни како држава од искористувањето на европските фондови и колку овие европски фондови ви помогна во достигнувањето на овие стапки на економски раст? Кога не би биле, какав би бил економскиот раст на Бугарија? Аз го казах преди малко, че оценките са, че около 15% по-ниска щеше да е, по-малка щеше да е економиката. Това е само заради европските фондови? Да. Тази оценка е само заради европейските фондове, че при равни други условия приноса на европейските фондове, управлявани в България, около 15% са допринесли за ръста. Това, което помагат европейските фондове, е да се подобри по-бързо инфраструктурата, било то социална или физическа, пътища, пречиствателни станции, неща, които по-бедните и по-малки държави от периферията на Европейския съюз по-трудно намират сили и възможности бързо да възобновят и да поддържат. Да. И после 12 години членка на Европската унија, сепак на Бугарија се посочува и се прецепира како една од најкорумпираните држави во Европската унија. На сите меѓународни релевантни институции, меѓу сите членки најслабо рангирана според овој индекс на корупција. Гледате ли напредок во искоренување, односно намалување на корупцијата во последните 12 години, како според вас може да се намали корупцијата? Колку е ова проблем за бизнис климата во Бугарија? Аз ще ви го кажа така. Корупцията, ако има реални измерения и ако някой твърди или може да даде конкретен пример за корупция, това веднага се преследва. Не само от службите на Европейския съюз, а и от службите на съответната държава членка. За последните няколко години, от края на 2014 година до сега, въпреки твърденията и съмненията за корупция, ние сме успели да увеличим приходите в бюджета с 50%. Как при една ширеща се корупция ще увеличите прихода в бюджета с 50% и брутния вътрешен продукт с 40%? В същото време, някои държави, които си позволяват да бъдат съдници или да дават подобни оценки, имат далеч по-лоши икономически показатели. Усещането за корупция е това, върху което всеки ден трябва всяка държава да полага усилия. Ние имаме още какво да свършим. Не си заравяме главата в пясък. Но мога да дам много други примери за други държави, които ако се наложат със същия аршин към България, може да се окаже, че други държави по тези показатели изглеждат доста по-зле. Бугарија е на чекор да воведе евро. Кажете ми какви се очекувањата, како тоа ќе влијае на бугарската економија? Само положително. Когато премахнем лева и започнем да се разплащаме в евро, ние ще станем част от най-вътрешния кръг на интеграция в Европейския съюз. Еврото е втората в света валута по важност и по обем. Ще намали лихвите по държавния дълг, ще намали лихвите, по които се кредитира бизнеса, ще увеличи доверието в българската икономика, ще премахне транзакционните разходи и рискове пред инвеститорите и в началото, след въвеждането на еврото, очакваме осезаемо да повлияе на увеличението на инвестициите и оттам на брутния вътрешен продукт. Како ги коментирате некои проценки на европски економисти, според кои на страна добрите економски резултати што ги има Бугарија, посочува дека токму оваа земја може да биде следната најпроблематична членка во Европската унија? Държавата с най-нисък дълг и с един от най-високите растежи на брутния вътрешен продукт, как да стане проблемна? Виж Италия или Гърция, едната има 180% от брутния продукт дълг, другата има 130%. Португалия има над 100%. Те ли да са по-малко проблемни от една държава, която е трета по най-нисък дълг, има
10 милиарда, 5 милиарда евро фискален резерв, стабилна финансова система, бюджети на излишъци. Как да станем най-проблемите? За кого? Од вашето искуство што го имавте од преговорите до влезот во Европската унија, кои би биле, да речеме, некои сугестии или лекции кои што вие би можеле да ги споделите со нас, која што е земја која што допрво го почна овој процес? Трудно е да се дават съвети, особено на Балканите, защото тук всеки подозира другия в някакви корисни интереси. Ние и много пъти съм имал срещи с вашия финансов министър и съм му споделял някои мои разсъждения за начина, по който в България ги правим нещата, като съм оставил винаги на него възможността да прецени кое е добре за македонската политика и кое не. Водехме примерно много спорове с него дали е добре да се премахне плоския данък. Аз продължавам да смятам, че не е добре да се премахва. Естествено, всяка управляваща партия и всяко правителство води своя политика в това отношение. Готови сме, разбира се, да ви помагаме, ако това се поиска от ваша страна, с експерти, с хора, които са минали през този процес. Но естествено, няма да ви натрапваме нищо. Пред речиси година и половина, во 2017 година, двете земји подпишаа договор за добрососедство и од тогаш наваму меѓусебната економска статистика бележи раст. Според вас, како може уште повеќе, подобро да соработуваат Бугарија и Македонија? Повече доверие между двете държави, това ще стане с време. Колкото повече се подобряват отношенията между политиците и между хората, толкова по-лесно става общуването и икономическия обмен. Разбира се, трябва да си свършим и работата да оправим инфраструктурата между двете държави, така че да могат стоките и хората да се движат по-лесно между двете държави. В тази посока в последните години имаме много общи проекти, върху които работим. Ви благодаря много за това интервю. Успех! Европскиот парламент даде зелено светло за нови правила, според кои напредна сигурносна опрема ќе е задолжителна во сите нови возила кои се продаваат на европскиот пазар. Целта на правилата е да се прилагодат законите на новите технологии и општествени трендови, како што е старењето на населението, користењето на разни уреди за време на возење и се поголемиот број на велосипедисти и пешаци. Сите нови возила, меѓу другото, ќе мора да имаат интелигентен систем за помош при контрола на брзината, кој ќе испраќа тактилна повратна информација преку педалата за газ, за ограничување на брзината. Потоа систем за следење на будноста и вниманието на возачот, кој ќе ја проценува будноста на возачот со анализа на системот на возилото и ќе го предупредува возачот ако е потребно. Со новите правила се воведуваат и системи за алкохолни блокади, кои представуваат инсталации за спречување на можност да се вози возилото со поголемо количество на алкохол. Системот ќе бара од возачот пред да го стартува возилото да дува во специјално вграден анализатор. После одлуката на парламентот следат преговори со државите членки на Советот на Европската унија. Со цел овозможување поголема достапност на производите и услугите на лицата со инвалидитет и постарите лица, Европскиот парламент оваа недела го донесе Европскиот акт за достапност. Новата директива е чекор напред кон поправедна и повклучена Европа и подобар секојдневен живот за старите лица и лицата со инвалидитет во ЕУ. Европскиот акт за достапност поставува стандарди за клучните производи и услуги за секојдневна употреба, како паметните телефони, компјутерите, електронските книги, апарати за наплата на билети, онлайн банкарство или банкомати. Новите правила ќе им помогнат на лицата со инвалидитет и старите лица рамноправно да учествуваат и преземаат активна улога во општеството и ќе ги поттикнат фирмите да промовираат иновации за подостапни производи и услуги. Инаку повеќе од 80 милиони лица со инвалидитет живеат во ЕУ и многу од нив се соочуваат со потешкоти при користење на некои производи и услуги за секојдневна употреба. Бројот на лица кои живеат во државите членки на Европската унија со државјанство на држава која не е членка изнесува 22,3 милиони, што е 4,4% од вкупното население на Европската унија, покажуваат податоците на Евростат за 2018 година. Дополнително, 17,6 милиони лица живеат во една од државите членки на Европската унија со државјанство на друга држава членка на ЕУ. Во најголем број на држави членки на ЕУ, мнозинството од лица од други држави се граѓани на држави кои не се дел од Европската унија. Во релативни бројки, држава членка на ЕУ со најголемо учество на странски државјани е Луксембург, каде 48% од вкупното население не се државјани на Луксембург.
10% или повеќе од вкупното население на Кипар, Австрија и Естонија се странци. Спротивно, странци се помалку од 1% од населението на Полска, Романија и Литванија. Кога ќе се скрши коска, потребна е мобилизација, пошто следи и рехабилитација. За да им каже довидување на гипсените лонгети, една компанија од Сарагоза, Шпанија, поддржана со фондови од ЕУ, разви технологија која комбинира 3D печатење и електрична стимулација преку мобилен телефон, за да се обезбеди брзо, пријатно и ефтино заздравување на скршена коска. Ако за скршена коска вообичаено е потребно во просек 10 недели процес на заздравување, со новата технологија на шпанската компанија се намалува процесот на заздравување за 3 недели, а трошоците се намалуваат до 30%. 3D печатените лонгети вообичаено тежат околу 200 грама, се антибактериски и водоотпорни, пријатни се за кожата и безбедни, и им овозможуваат на пациентите нормално да ги извршуваат своите хигиенски потреби. Дизајнот овозможува електрична стимулација на кожата, што помага во заздравувањето и зајакнувањето на мускулите. Пациентите може да споделат информации за третманот со својот доктор преку мобилен телефон со помош на електростимулаторот, кој е поставен на лонгетата и е поврзан со Bluetooth. Доколку е регистрирана некоја абнормалност, системот веднаш алармира. Се изработуваат на тој начин што најпрво со помош на 3D скенер се прави слика од повредената рака и со помош на специјален софтвер се создава персонализирана лонгета, која се печати со 3D печатар. Персонализираните лонгети може да се направат за околу 5 минути. Секоја лонгета е ергономска, а уникатниот дизајн гарантира најдобри услови за имобилизација, ја олеснува рехабилитацијата и го подобрува квалитетот на живот на пациентите. Денеска, оваа технологија за имобилизација и рехабилитација на скршени коски се користи во повеќе од 50 болници. Инаку компанијата работи и на модификување на технологијата со цел да се понудат и производи за ортопедски третман за живот. Сигурна сум дека веќе добро го знаете нашиот редовен термин секоја недела 20 часот и 15 минути на првиот програмски канал на националната телевизија. Ако случајно не пропуштите тука, следете не на нашите официјални Инстаграм и Фейсбук профили. Се гледаме!